Струмичките градинари годинава оставени на цедило. При крајот на масовните берби на доматите се соочуваат со мизерни откупни цени од само 15 денари за килограм. Според нив оваа цена ни оддалеку не ги покрива трошоците кои ги имаат направено во текот на годината и ќе бидат во загуба, а трудот и маката што ги вложиле никој не може ни да ги наплати. Моментално цената на доматот е 15 до 20 денара. Има плюс проблем, нема организиран откуп и кој как се снајдат се пласира кванташки, откупци, накупци и така се сногиме. Мада сме веќе при крај, ама цената е мизерна. Значи, минимално производствена цена на домато е од 25 до 30 динара. Кој ќе се израчуна и гајба и се што гајба и се, нема ништо. Нема ништо не останува. Со години семејството Митеве од Василево живее и обстанува од неколку декари подпластеници. Годинава лошо поминаа со зелката и со компирот, па се надеваа дека таа загуба ќе ја надополнат од производството на домати. Но и таму, слободниот увоз на зеленчук од Албанија сериозно ги урива цените, а со тоа и можноста овие производители на храна да опстанат и да не заминат во некоја фабрика на работа, оставајќи ги нивите празни. Уште на почетокот со зелка, после исто така лошо се помина, компири имах, некои декари и он лошо помина, краставици имах и они и така, домато на почетокот добро. На него се надавте? Да, няма што беше фрлено на неа, ништо. Со зелката како беше годинава? Катастрофа. Која цена? Катастрофа. 10 денара. Но не само градинарите од Струмичко. Годинава многу лошо поминаа и производителите на пченица и јачмен. Во време кога драстично се зголемија цените на ѓубривата и нафтата заради војната на Блискиот Исток, тие имаат откупни цени од 10 денари како од пред 20 години. Доправа предстои откупот на гроздјето, каде, иако се објавија пресметките за откупните цени, според земјоделците нема одговор на тоа дали ќе се откупи целото црно гроздје и дали годинава ќе се почитуваат овие цени, бидејќи лани сепак откупот течеше по цени кои ги диктираа винариите, а не оние кои ги донесе државата.